Колешке, и вие навистина верувате дека некој ќе ви поверува дека јас ја обвинувам администрацијата во ова собрание? Па прекинете со тоа, бе, колешке. Заев ги обвинуваше народот, Бислимовски вели дека многу трошеле струја. Повторно народот ви е крив. Вие тука ние администрација. До кога, бе, колешке, тоа? Која блокирање на собрание? Зашо зборувате? Дали знаете како заменик координатор дека на 25 има стигнато допис од владата кои закони 25 февруари збора. Кои закони ќе продолжи да ги работи новата влада? Го добивме вчера како материјал. Значи владата се нема произнесено до вчера кои материјали, кои закони остануваат во владина процедура. И вие опозицијата да обвинувате. Па вие имавте функционална комисија, само што членовите во неа не ви одговараа за да ги правите маниматите што сакате да ги правите. Намерно употребувам штипски збор, затоа што манимати не е добар збор кој што се служи и знаат штипјани за што зборува. Целта на ова што го правите е да ставите подобни членови во комисијата за да можете сите институции да продолжите да ги прекинете да ја обвинувате. Овие 4 месеци нели ви е функционална комисијата за... Благодарам. Да завршам, имам те малку. Нема врска ова со процедурално. Да завршам со... Ама дозволете да завршам се. Ако мислите да ја браните, еве станете и вие споменете. Добро, благодарам. Значи, 4 месеци да обвинувате за нефункционалност на комисија. Немојте, ве молам. Па и комисија за финансирање и буџет нема председател, па таму 25 продолженија и нови седници се закажаа од страна на председателот на собранието. Оваа комисија 4 месеци нема председател, не закажувате. Зошто? Затоа што Фадел Зендели, подпредседател на собранието, кој што вие го гласавте, не ја, сега не ви е подобен за член на таа комисија. Да обвинувате опозицијата. Ве молам, кој хаос во собранието? Владата достави, еве вчера го добивме материјалот, кои закони остануваат во собраниска процедура. За кој хаос од опозицијата зборува. Хаос сте вие откако сте дојдени на власт. Народот го препознава тоа. Чека само парламентарни избори и да завршиме више со вас.